сила. Цветкава, да. Дали имаме селотейп, можеби? Ајде. Имавме сега, но мислам дека Да видиме, да провериме каде имаме селотейп. Овде нема. Ајде ќе почнеме со јас часот, сега па ќе меѓувреме јас ќе откријам каде се залепиме. крие Важи. Да. Имате најдов. презентација да ја пуштиме? Да. Да. Значи денеска имаме час општество. Супер. Општество за второ оделение, каде Супер. што ќе се запознаеме со моето место, местото во кое живеам. Поточно ќе научиме некои нови работи за градот и за селото. Супер. Ќе Еве ги јас најдов дополниме. селотейп. Ајде. Може да започнеме со Може да започнеме. Ајде најпрво би сакала да ве прашам во кој град сте родени? Јас сум родена во Скопје. Јас сум роден во Штип. Па одлично. Местото во кое што сме родени се нарекува моето родно место. Да. А во кој град живеете? Во Скопје. Во Скопје. Во Скопје. Значи, местото во кое што сме родени се нарекува наше родно место, а местото каде живееме се нарекува место на живење. живење. Така. Моето родно место е градот Скопје, меѓутоа исто така тоа е место во кое што јас живеам. Во нашата република има повеќе градови. Охрид, Битола, Тетово, Струмица, некој друг. Ресен, Струга. Сите тие градови Македонска представуваат каменица. така, сите тие градови представуваат место на живење на некои други дечиња ученици кои што во моментот Да. не гледаат. Градот представува едно големо населено место во кое што живеат многу луѓе. И секој град, во секој град има повеќе населби. Така. Практично населба представува дел од градот. Јас доаѓам од населбата Тафталиче. Вие И јас доаѓам од населбата Тафталиче. Одлично, Јас друга не населба? доаѓам од населбата Тафталице, но доаѓам од населбата Карпаш 4. Па одлично. Одлично. Значи, веќе тоа се две населби кои што се наоѓаат во градот Скопје. Скопје. Да. И сега, живеете во стан или во куќа? По стан. Јас живеам во стан. Во градовите луѓето може да живеат во стамбени згради или пак во куќи. Меѓутоа, освен згради и куќи, во градовите има многу други објекти. Така. Еве вака, сега јас ќе ви покажам Ајде, да неколку видиме. фотографии. На прва фотографија имаме музеј. Значи Да. во градовите има музеј. Потоа има висококатници. Супер. Еве, гледате во ова, само во една висококатница колку многу луѓе може да се убедат. Да. Затоа е утаму дека градот е голямо населено место во кое што живеат многу луѓе. Потоа тука имаме трговски центри. Во трговските центри има разни кафетери, ресторани, кина, Продавници. Да, продавници, Така. многу други објекти. Попусти. Сега. А овдека на оваа фотографија што гледам? На таа фотографија Гледаме гледаме раскрсница. улица, Улица со која што улица Во згради. градовите има големи и широки булевари по кои што возат многу автомобили и автобуси. автобуси. И така. пожарни. Да, пожарникарски камиони имаме, потоа има железнички станици, Да. каде што возат возовите. Ова, Амбуланта. значи имаме болници и амбуланти. амбуланти. Потоа ова е Балерини. опера и балет. балет. Опера и Да. балет, конкретно ова е од балетска представа. Овде ќе имаме Филхармонија. филхармонија. Разни кина, рековме, театри. Театри. Потоа имаме друго паркови, да не ги забораваме Да. парковите, убави паркови, уредени пешачки патеки и се она што им е потребно на луѓето за да можат да имаат еден убав живот во да. градовите. Да. А дали никогаш сте биле на село? Сме били Сме и тоа биле. скоро. Да? Да. А таму дали живеат луѓе? Па живеат, да. Живеат за разлика. Да. Освен во градовите, луѓето живеат и во селата и тоа за нив представува место на живење. Така. Селото, за разлика од градот, е помало место на живење. Освен градови, во нашата република има и многу прекрасни убави села. Така. Например, еве јас би го спомнала Тресонче, Галичник, Зајас, Конјари, Владимирово, некој друго село вас? Ново ви текна? село, има секаде, по едно ново село. Така, имаме прекрасни села и Оптичари. тие исто така представуваат нечие место на живење. Да. А дали во селото има згради? Нема згради, таму луѓето живеат во куќи. Така. За разлика од градовите, во селото луѓето живеат само во куќи. И чуваат
најчесто чуваат некои животни домашни. Ете така. Да. Во селото може да има амбуланта, основно училиште, продавнички, така. И еве сега ќе погледнеме неколку фотографии, тоа што го Ајде. спомена. Значи на првата фотографија имаме една куќа. За разлика од градовите каде што има големи широки булевари, многу автомобили, во селата има мали тесни улички, понекогаш тие може да бидат и неасфалтирани, да. како што може да се види на оваа фотографија. Еве, овде ги имам една На кокошка имаме јајца. И јајца. Луѓето кои што живеат во селото одгледуваат домашни животни. Значи имаме кокошка, може сега е свака тука. Да. Овде ќе имаме една крава и теле. Потоа може да има овци, кози, Па коњи, сите видови домашни. така домашни животни. животни. А има и волци горе во шумата. Меѓутоа, Има и мислам дека прасиња. не ги чуваат. Да, има прасиња, не ги чуваат во Не своите ги чуваат. дворови волците, така. Освен домашни животни, во селото луѓето се занимаваат со земјоделство. Еве имаме тука една овошна градина со прекрасни црвени јаболка, потоа имаат зеленчукови градини. Ова се Домати? домати од зеленчуковата градина. Исто така луѓето во селото работат и на нивите. Така. Ова е Тоа е жито. така, прекрасно поле со жито. И на последната фотографија ги обработуваат своите ниви со помош на трактори. На трактори, Дали- комбајни. Така, дали во градовите по булеварите возат трактори? Па не возат трактори, јас мислам дека тие се забранети. Така. По градовите не смеат да се движат тракторите, меѓутоа, добро, Падна. меѓутоа во селата многу често може да се сретнат тракторите кои што им го леснуваат животот на луѓето Кои што таму. живеат во селата. Така. Така. И сега кажавме многу работи за градот и за селото. Ова што ни падна, Јас мислам дека- се нарекува Венов диаграм. Добро, може вака. Ајде. ќе Може да го видиме. покажеме Да, вака, вака да. ќе го покажеме. Што ќе направиме тука? Јас донесов неколку фотографии на кои што има, некои се од село, некои се од град. И сега, во едниот дел ќе ги залепиме, ќе погодувате, Важи. дали се од село, дали се од град, а овдека во овој дел, кој што е во средина, ќе ставиме работи кои што ги има и во селото, И во градот. Да. Да. Освен што има разлики, мора да напоменеме дека селото и градот имаат и многу Многу заеднички заеднички работи, така се разбира. И сега, ќе мора да бидеш мој помошник, ти ќе го Ајде, држиш, а јас супер, ќе ги супер. покажувам Важи, нема фотографиите проблем. Важи. со Марија заедно и ќе ги Ајде, готово. Еве, јас Јас сум, ќе ви испрашувам. јас сум Важи. таблата. Таблата. Така, таблата. Многу е убава оваа табла. Да. Така. Прекрасна ни е таблата. Може и вака да биде поубаво. Ајде, вака ќе започнеме со оваа фотографија. Ова е Ова е? училиште. Ова е Ова е Петар училиште. Попарсов. Ова е Петар Попарсов. Јас доаѓам од училиштето Петар Попарсов. На вистина? Да. Мојата сестра учи во Петар Попарсов. Каде ќе го залепиме ова? Ова ќе го ставиме на средината. Ете Бидејќи така. и во силата, и во И градовите, во има градовите училишта. има основни училишта. Училишта, Основни училишта. И вака ќе го Супер. залепиме. Тука, браво. Одлично. И сега да видиме следно. А ова? Тоа Ова е е киносала. кино Да, сала. за жал ја нема во селата. Така, ја има во Во градовите. градовите. И кога сакаат да гледаат дечињата, доаѓаат во град, Опа, така. ете така, така, браво. Колку ќе биде кул да се направи кино сала и во селата. Мислам дека тоа А, ќе да. биде Мислам дека тоа е една интересна идеја која што треба да се Ова? размисли. Ова е амбуланта, Амбуланта? која што ја има и во селата и во градовите. Така, амбуланти има и во селото, и во градовите. Ете. Тоа ќе го залепиме тука. Одлично. Супер. Да погодам и јас едно. Ајде. Ова е во селата, значи ова се домашни животни, ова се овци. Така, ова се овци кои што пасат на прекрасна ливада. Овците, односно сточарство, имаме во Селата. селата. Така. Ете, супер. А ова? Тоа е во град. Ова се Широки широки булевари. булевари, така, широки и прекрасни булевари, кои што ги има во Бидејќи градот. рековме дека во селата има најчесто Тесни, помали Тесни улички, улички. може да бидат асфалтирани, меѓутоа Некогаш- и Но никогаш и не дури се. не се ни асфалтирани. така. Ова? И ова е исто
Ова е Обработување на земја, само така, не гледам. ова се јагоди. Јагоди, Јагоди да. и трактор. Одлично. Така. Јадуваме во Во селата. Да не забораваме да држиме дистанца. Да. Така. и сега овдека Ова што е ова се Тоа исто е паркови големи. паркови. така во градовите имаме Да, прекрасни големи паркови. уредени паркови и тука од страната имаме и Висококатници. висококатници згради. Супер. Се научивме. Одлично. Карак. И уште колку слики има? Уште ево уште една фотографија. Ајде. Ова е некој овошен на дрво што расте. Ова се Јаболки. јаболчиња. Така, така си. И тие се во Ово селата. штарство во Да. селата. Супер. Ето сега сме изедначени. Така. Најважно е да запомниме дека селото и градот се меѓусебно поврзани. Не може ниту селото без градот, ниту градот без селото. да. Доколку ние ќе одиме на пазарите сакаме да јадеме овош и зеленчук, доколку од селото ни донесат, ние ќе нема што да јадеме. Така. Токму Благодарам така. за таблата. Нема проблем. И сега Супер. би сакала да им зададем една домашна задача, повеќе како проект на дечињата кои што не гледаат денеска. Би сакала да направат по една книга А, за одлично. градот и за селото. И сега свеќе кориците на моите книги ги направив. Дали може да погодите ова книга за што ќе биде? Таа книга е за селото. А ова е за градот. Тоа е за градот, а ова е за селото. Зошто? Овдека се представени големите Висококатници, Така. широк булевар. Така, Да, имаме асфалтирана улици, улица. а ова веднаш не подсетува на селото. Имаме една прекрасна кукичка, овде се Кокошка со кокошките, пилиња, пилињата, крава, тракторот. трактор. Така, и внатре можат да залепат, дисачат сликички да залепат, или може да нацртаат некои карактеристики кои што ги подсетуваат. Ова еве овдека. Ова се слики, фотографии од градот. И во другата може да нацртаат од селото. Значи не треба да бидат тоа фотографии сечени, може и тие да нацртаат Да, како може да ги тие, нацртаат. да, кои се тие важни работи кои што ќе ги научат за градот и за селото. Супер, одлично. Значи имаме домашна задача. Која што е многу интересна. Многу интересна. Можете да исечате некои слики од весници, од некои списанија, Да. или пак да ги спринтате, но јас сметам дека би било многу поинтересно доколку вие ги нацртате. А исто така јас имам една идеја. Секој може да си напише, да си раскаже една приказна како си поминал во село или во град. Секој кој што знае, тоа кој е што се одлично. сеќава на некоја приказна може да си раскаже. Така, така. Така, најдобро е кога јас многу сакам, бидејќи ве гледате тука и кориците, ги направив сама. Кога ништо сме се потрудиле, сме вложиле труд, тоа е наше, ја прикажуваме нашата креативност, нашата имагинација, и тоа мислам дека нешто најубаво. Така Да. е. Така е. И да не забораваме. Сите треба да си го сакаме своето место на живење и да се трудиме да стане тоа уште подобро место на живење. Така Да, е. токму Така е, се така. согласувам. Така што мислам дека многу научивме овој час, Да, без разлика многу каде убава живеете. лекција денеска. Без Да, разлика десете каде на- живееме, дали е град или село, сакајте си го своето место и уживајте во него, направете го поубаво за сите. Ние одиме со следен час и се гледаме Не, во следен ние час. одиме сега Не, со големиот со одмор. голем одмор, Лука. така Да. е, се извинувам. А потоа се враќаме назад. Учествате.